А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со гости во студиото и се разбира една убава тема за која што ќе зборуваме денес. Станува збор за едно уметничко дело кое што беше завршено минатиот викенд, поточно беше отворено во неделата, а ово уметничко дело, односно овој мурал, носи наслов Василичарска епопеја. Се разбира, предпоставувате дека станува збор за мурал кој што е насликан во Вевчани, затоа што василичарите се дел од оваа вековна традиција на оваа општина. Со мене денес во студиото се авторите на муралот. Ќе почнам од веднаш до мене е Владо Муковски и се разбира Ангелина Спировска, главните виновници за ово уметничко дело, но ќе почнеме со Ангелина. Од каде идејата за вакво нешто или поточно кој беше главниот што смисли дека може да се нацрта вакво нешто токму во Вевчани? Благодарам за предноста и за поканата воедно, што сум дел од вашата програма Вести од културата, бидејќи реткост е тоа и сакам да го нагласам и да ви се заблагодарам што имаме можност да разговараме. Па вака, видите, кога двајца работат заедно, веројатно и заеднички произлегува некоја идеја. Ние сме во Вевчани многу чести посетители, а и Владо е, нели, потекнува од таму. И некои работи не се случајни, или пак ништо не е случајно, како да го кажам тоа најдобро. Често пати во Вевчани, во самиот центар на општината, седим и пиеме кафе, наискрено, и во една кафетерија која што е буквално пред оваа фасада на објектот каде што сега е поставен муралот. И како уметници, како ликовни уметници, не сме научени да гледаме празни ѕидови, може би тоа е еден повод, и секогаш ни фалело боја, ни фалело некоја слика да видиме. Вевчанскиот карнавал е на неизмерна инспирација, за која што како уметници многу со години сме били инспирирани, сме посакувале нешто да направиме и да го представиме тоа, нашите идеи, мисли, тоа што го гледаме. Јас би рекла дека самите маски сами по себе се уметност и авторите на самите маски, јас би ги сметала рамноправни со уметниците, бидејќи тоа е стварно нешто генијално. Така што таа инспирација беше обострана, траеше подолго време и дојде моментот да се нафатиме или да се осмелиме сите тие размисли и инспирации да ги преточиме во едно уметничко дело и тоа да биде достапно за сите граѓани и посетители. Владо, беше ли обврската, токму заради твоето потекло таму, беше ли обврската да се направи едно импозантно дело, малку поголема и се придели на работата со малку повеќе, не знам, внимание, може би и страф од тоа како ќе биде, дали ќе личи? Најпрво благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Страф апсолутно немавме никаков. Значи, како уметници со Ангелина, баш ни беше голем предизвик и одговорност. Стравот не постои во уметноста, но проблемот е што ние како уметници, јако сме самостојни, секогаш мора да најдеме заедничка една целина, каде што ќе настапиме и тоа ќе изгледа како целина. Так. И овој мурал буквално онака ни отвори многу големи хоризонти, големи размислувања, големи дебати, трае можеби со месеци, што да се представи, како да се представи, од кој композиции, кои маски ќе бидат најдобро во тој простор, затоа што сепак тие маски и тој мурал требаше да го сватите како ќе изгледа, нели, од далечина. Вие кога работите, нели, не мора секогаш да имате визија како тој ќе изгледа во просторот, како ќе се вметне во просторот. А за разлика од другите, можам тоа да го кажам, за разлика од другите мурали, кои што најчесто ги се прават по некој шаблон, по некој калк, па после тоа, нели, се изработува, во овој се зголемува, во овој случај ние буквално направивме слики
сликарски придовме на самата тематика и многу често дискутиравме за подсликување, за начинот на презентација на самиот колорит. И во таа смисла ова го гледаме како една слика во голем формат. И успеавте да го во муралот да го вметнете се она што е вистинско обележје на карневалот, значи да ги има главните маски, кои што се неизбежни секоја година, но и да додадете по нешто од она што оставило белег низ годините. Иако не може се да биде опфатено. Да. Најдобро за посетителите да си присуствуваат нели на денот и тоа ќе биде нели уникатно чувство, бидејќи секоја година има нови маски и нови проблематики кои што ги опфаќаат вевчанските маски и самите василичари. Но да, имаше тука исто така дебати што е веќе представиме. Правевме многу скици, размислувавме, но на крај се решивме дека имаме една визија, но ќе почнеме нели како да пишувате една книга. Нели знаете што ќе се случува, меѓутоа во самиот тек на пишувањето или во раскажувањето, бидејќи еве епопеа носи насловот, самите настани да ни изненадуваат на некој начин и самите како автори да се изненадиме од тоа што ќе го направиме. Колку време го работевте? Муралот го работевме околу 6 месеци, 6-7 месеци го работевме. Припремите претходно беа околу 2-3 месеци за самата композиција, скица, како ќе изгледа. Така што, отприлика, мислам, околу не цела година, еве, целата поставка беше. На лице место, кога почнавте да го изработувате муралот или ова, може слободно да кажеме, импозантно уметничко дело, затоа што навистина е голема површината на која што е нацртан. Какви беа реакциите од мештаните? Тоа најмногу не радува со Ангелина, што на самото отварање или кога го завршивме, кога го тргнавме скелето, стварно беа, мислам, воодушевени беа сите жители што го видоа и наидовме на голема поддршка. И ми се чини дека во Вивчани 99% од луѓето се пресекни со овој мурал и ни се јавуваат кога ќе не видат ни изразуваат луѓето благодарност за тоа што сме го направиле, но интересно беше тоа што во моментот кога ги тргнавме скелите, многу луѓе си се препознаа кои биле во маските. Ние кога ги правевме сликите не знаевме. Такви коментари имаше и на Facebook. Значи можев да они си се пронајдоа кој бил, сите си се најдоа фактички. Тие се живи актери на овој мурал, а ние тоа кога ги работевме не знаевме кои се, нели? Да, вие представувате маската, не знаете кој е. И беше тоа еден така поинтересен момент со многу емоции, со многу. Па имаше коментари од типот повеќе било долна мала мислам знаете она шеги, типични шеги. Затоа можеме да кажеме дека овој мурал е едно колективно дело на сите нас, заедничко дело, затоа што певчанците се познати преку овој карнавал како чувари на традицијата, но истовремено тие ги представуваат и општествените процеси и даваат една критика, нели? Но исто така јас би можела да речам дека си визионери баш со овие, правејќи ги овие маски. А наша беше инспирацијата и ние само го преточивме во едно уметничко дело. Па затоа сакам да им се заблагодарам на сите за инспирацијата пред се и за целата поддршка за овој мурал. Има ли можности, бидејќи епопеа, да продолжи на некое друго место? 3 точки. Има уште зидови за боење, иако тоа е од некоја друга држава и за нешто сосема друго, но на вистина има уште зидови за боење. Да, има во нас има идеи, како има идеја, енергија, неисцрпна тема е. Разговаравме со, па дури некогаш и не заспивавме, ми се чини, се случуваше да во тие дискусии, во тие дебати за самото дело да надворете стане утро, а ние се уште дебатираме колку е тоа неисцрпна енергија, материјал и за го спомнавме Бейкон додека работевме, он го барал во луѓето го барал тоа како да кажам, таа деформација, овдека вие гледате пред вас се живи маски, жив материјал, вие имате инспирација. Мислам, не мора вие да измислувате, пред вас е на палета
целиот настан како една, не знам, едно богатство за сите нас. И го одбравте вистинскиот момент, муралот да биде завршен, затоа што за неполни 2 месеци ќе се случува токму карневалот во Вевчани. Веројатно и атмосферата ќе биде многу подобра и поубава со оваа слика која што еве сега ја гледаме во позадина. Бидејќи тука поминуваат главните, тука поминува главната поворка, тука се случува главниот настан на 13-ти. Верувам дека годинава многу поубаво ќе изгледа целата атмосфера. Уште пообоена на некој начин со колоритот кој што е изразен од ова дело и се надам дека ќе збогати таа културно-уметнички дух во самата општина и на самиот настан, Вевчанскиот карнавал, и се надам дека не само што има значење, нели самото значење има своја тежина и порака, туку и од визуелен аспект на некој начин ќе го разубави целиот простор и на некој начин ќе ги радува луѓето и посетителите. Но вевчанци не би биле вевчанци ако не си плукнат сами на своето. Јас се извинувам, морав да го изкоментирам ова. Само што го отворивте муралот, после ден или два веќе некој се обиде да остави печат на него. Да. Имаше реакција и од Министерството за култура дека наместо да бидат среќни и благодарни што имаат таква убава слика. Да, за среќа тој е изолиран случај. Знаете, тоа го дискутиравме кога во 12 апостол еден се нашол предавник, замислете во една комуна со неколку илјади жители. Тоа низ историјата не е некоја нова практика, имало во минатото многу дела кои биле, знаете, напаѓани. Од денешен аспект ние што пратиме со Ангелина сцената уметничка, многу често намета се уметнички дела од заштитувачи на човекови права, животна средина, но тие седат покрај делото, не кукавички бегаат, ме разбирате, остават порака и седат покрај делото. Во овој случај станува за изолиран случај, мислам, Вевчани се во тој поглед сплотени и барем реакциите што ги имаме ние се дека се презадоволни и нас тоа не радува и тоа е тоа што ни дава порив и ние сме скоро секој викенд таму и одвај чекаме да одиме, знаете, ние тогаш само го отворивме, го промовиравме и заминавме, па одвај чекаме да повторно го живееме таму. Сега ако одите овој викенд, веројатно утре и снег ќе падне, можеби ќе си го видите во уште поубава атмосфера своето дело. Верувам дека ќе биде така. За крај на разговорот, што е она што ова го завршивте, што е она што во моментов го работите, што е ваша моментална инспирација? Па да, ние сме паралелно и конзерватори, реставратори или да кажам чувари на културното наследство и тоа е примерната работа што работиме. Ова е некоја мислам професија што плюс не исполнува. Имаме планови да продолжиме исто така во овој правец, бидејќи наидовме на позитивни коментари и расположение за уште вакви мурали. И тоа не радува и мислам дека тоа ќе биде следната инспирација за понатаму. Одлично. Владо, претпоставам дека интересите ви се тука некаде. Тоа заеднички се интересите во секоја смисла. И за општо добро. За општо добро на целата држава, се во поле на културата, на заштита на културно наследство, презентирање на уметноста, значи тоа е нашата мисија и се надеваме дека успешно ја правиме. Јас прво ќе ви се заблагодарам за тоа што одвоивте време и денес бевте дел од нашата емисија. Ќе ви посакам уште многу плодна работа и се надевам дека ќе имаме можност наскоро да се видиме со нешто ново што ќе излезе од вашата креативност, да ја наречам. А верувам дека нема да застанете само со ова.